Добро вечер во 76-та епизода на Cyber Команда, вкупно 76, не знам точно колку се во оваа сезона, но како и да е, подкастите се поделени по сезони на Infomax YouTube каналот, можете да ги погледате доколку сакате за нешто се подсетите. Често тоа го правам и неколку пати сум повторувал дека намерата ми е следна, бидејќи нема хроники, нема весници, нема архиви, режимските медиуми бришат вести, политичките партии бришат архиви на нивните сајтови. Буквално вие не можете да видите која била изјавата на еден, да речеме, Пешевски. Тој е сега најновото име звезда на All-Star небото на господин професор доктор садист, пријател, другар, браточет во држава и надвор држава, браточет. Господин професор доктор магистер, редовен вонреден доцент, PhD Мицковски. Значи, најновата звезда ви е Пешевски. Ако пробате да ги истражите писмата на Пешевски од 2017 и 2018, не можете да ги најдете, затоа што бришат. Ама јас ги имам. Писмото од ноември 2018, кое што Пешевски го објави, беше писмо со кое што тој повика да се промени името, да се промени уставот, тралала, светлата иднина. Тоа беше после референдумот на кој што македонскиот народ се изјасни против промената на името. Значи, тој беше експлицитно за промена на името, но не само промена на името, промената на уставот кој што доведе до катастрофални импликации за целата држава, нејзино дефинирање и ова што гледате денеска како Тиња, Кал, Бучкуруш, Мочуриште, не знам како сакате наречете го. Сега, он е новата политичка звезда на All-Star небото на нашиот господар на живот и смрт. Сега ќе ви го пуштам за почеток мојот говор пред неговата куќа. Значи, неговото живеалиште кај Тафталиче, кое што беше чувано од големи полициски сили. Во периодот кога се менуваше уставното име, за што пишувам книга, имам голема документација, не знам кога ќе биде готова, меѓутоа имам голема документација. Беа организирани од страна на Заев на 5 јавни расправи, ги имам сите расправи, сите видеа, сите транскрипти, но имаше и од наша страна, од страна на луѓето кои што се противеа, луѓе како Пешевски кои што беа отворено со писма, отворени писма до јавноста, кои што многу тешко се наоѓаат, освен тоа што ние ги имаме, имаше од нивна страна јасно и гласно повикување да се промени името и уставот. Сега, пред да го пуштиме Пешевски, уште еднаш да ве потсетам како ламентираше се присутното политичко божество, кое што така фино и, да кажам, нечовечки, као божество, као некое по-високо суштество и битие, ни се насмевна вчера при приватната прошетка низ Њујорк. Да видиме што говореше за да ве манипулира вас, за да ви креира илузија. Илузија во која што живеете и сега. Е завршена работа през Панскиот договор? Се додека сум јас ВМРО, не може да биде завршена работа през Панскиот договор. Уште еднаш. Е завршена работа през Панскиот договор? Се додека сум јас ВМРО, не може да биде завршена работа през Панскиот договор.
Добро. Значи, додека е он ВМРО, окей, прифаќаме дека само он е ВМРО, никој друг не може да биде завршена работа Преспанскиот договор. Сега, овој што го зема да му биде советник, што ќе зима 1000 евра месечно, тие што ги знаеме сега за сега, бидејќи он е познат и за други работи, еве каква реакција предизвика од народот. Јас бев дел од тие што протестира. Овде ќе го видите во наредните 3 минути мојот говор пред неговата резиденција од Тафталиџе во близина на големото Веро. Зградата беше чувана од јаки полициски сили на Заев. Значи, тоа беше времето кога Заев ги употреби сите ресурси против сите што беа против промената на името и зачувување на македонскиот карактер на нашата држава, и меѓу другото имаше заштита и за него. Сега, ако овој е ВМРО, а овој е за промена на уставот, некој вас ве дупчи во мозокот. Еве што му кажав јас тогаш, бидејќи многумина од партиските ботови и овие ангажирани интелектуалци, нема, па ќе кажат, а ти каде беше? Еве кај бев. Ноември 2018. 2 месеци пред помената на уставното име. Само едно да ви кажам, немој да ги бришете материјалите сега џабе околу дискусиите јавни, бидејќи ги имаме и ќе бидат објавени во книга. Ние се боревме целата 2018 против промената на името. Која што е принудена да го дели македонскиот народ од македонските бивши функционери. Не ли е срамота ова? Луѓе што ужива привилегии од државата, сега ги бранат од нас. Да, и ги бранат од народот. Никаква лоша намера. Само сакаме да изразиме едно несогласување со предавство од вековни размери. И уште го мислам тоа. Ова полиција утре ќе биде полиција на Северна Македонија. И е на Северна. Како да сум на Вања внук. Прифатливо за тебе, господине Пешевски. За нас не е. За македонскиот народ не е прифатливо. И да знаете, И уште не е не сме прифатливо. малку. Уште не е сме прифатливо. малку. Многу сме. Не се дојдени тие што се уплашени. Не се дојдени тие што се под закана за работно место. Не се дојдени тие што немаат пари да дојдат од други градови. Не се дојдени тие што не ги организирала партиска инфраструктура. А сите се со нас. Цел народ е со нас. Знаете ли каква е зошто? знам? Да не беше така, ќе успееше референдумот. Ама не успеа референдумот. Народот не сака да се смени името. Народот не сака да се брише Асно. Не сака. Народот не сака да се упише Охридскиот рамковен договор. Никако. Никако. Дури Ја Охридскиот шитнаа рамковен државата. договор Ја го шитнаа нема државата. Преспанскиот, односно грчкиот договор во тој пакет. Грчки договор. Тој се упишува сега во преамбулата за да господинот Заев ги добие албанските гласови за да ја запечати судбината на историјата на Македонија. Ние имаме право да дигнеме глас против тоа. И да дигнеме нашиот глас. Македонија! 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 Што сме сега ние? Што сме сега ние? Непријатели на Македонија? Што не снима полицијата? Кажете ми, што сме ние? Непријатели? Што правиме што е надвор од нашите уставни овластувања? Мора. Да се побуниме, да дигнеме глас, согласно уставот, да изразиме политички став и слободно размислување. Зошто не снимате? Зошто ги посетувате нашите другари и ги викате по полициски станици? Што направивме ние? Што е против Македонија? Досие Атлантик. Не ли е срамота? 1600 страни. Еве, погледнете видеата. Ова не е приватна полиција. Ова полиција му припаѓа на македонскиот народ. И ќе дојде ден кога ќе ги спушти шлемовите и ќе застане на наша страна. Затоа што ви стоите на нашата страна. Ние не правиме ништо надвор од интересите на македонскиот народ и македонската држава. И доволно е, браќи и сестри. Една зграда, 2,
3, 4, 5 социјалните мрежи, ќе знае целиот македонски народ дека отпорот е жив, дека не сме се предале и дека ќе се бориме додека не држи стасот и гласот за Република Македонија. Да живее Република Македонија! Еве, во случај да сте заборавиле, а они сакаат да заборавите, што правеше Пешевски кога се менуваше не само името на Република Македонија, туку и уставот, и преамбулата, и суштината на Република Македонија. Сега тој човек му е советник на Мицковски. Малку ве бушат у мозок. Малку рачунаат дека толку ви е памтењето 2-3 дена. Нели гледате дека они сметаат дека имате 87,9 IQ. А уште еднаш големиот лидер што рече за Преспанскиот? Е завршена работа Преспанскиот договор. Сето дека сум јас ВМРО, не може да биде завршена работа Преспанскиот договор. Е сега, он една лага ви ја пласира, а Пешевски ја кажува вистината. Знаете ли зашто го тврдам тоа? Затоа што Пешевски беше за промена на уставот, а овој лажеше дека е против промена на уставот и името. Земањето на овој, што јасно се произнесе преку отворено писмо, дека треба да се смени уставот на Република Македонија, името и суштината на државата, земањето негово во кабинет како советник, зашто ќе биде добро искеширан, е потврда дека овој големиот свевишен лидер ве лажел. Ја немам проблем ако вас ви одговара да ве лажат. Јас немам проблем ако вие сакате да остане статус кво и Македонија за секојаш северна да биде. Немам проблем ако не ви смета што е избришан асном од уставот. Немам проблем ако не ви смета што е цементиран во преамбулата Охридскиот рамковен договор кој што ја смени суштината на државата и ја направи непрогласена федерација. Немам проблем ако на вас ова ви одговара. Но јас нема да престанам ова да го кажувам. Затоа што на овој начин ќе остане трага дека има луѓе кои што гледат булшитот што ви се сервира, наративот и илузијата во која што ве држат дека нешто убаво ви се случува постојано, само вие не можете да го забележите. Умеѓувреме, овој што вика додека сум јас ВМРО не е завршен Преспанскиот, преку неговата пратеничка група у 50 закони го избриша името Република Македонија и го стави Република Северна Македонија. Тоа слепите нема да го видат, глувите нема да го чујат. Меѓутоа тие што пратат што се случува, гледаат дека забрзано сите пројави во документи каде што заостанало и предавниците на Заев не успеале да го избришат името на Република Македонија, овие го довршуваат како процес. Довршувањето како процес е услов за да владеат. Тоа директно кажува дека ве лажеле до 8 мај минатата година и кампањата Македонија повторно твоја, горда, повторно Македонија, ќе се среди све, нема да важи Преспанскиот договор, беа чиста, наместена, измислена лага, наратив и илузија во која што прифативте да верувате. Јас знам, бидејќи некои од вас кои што беа на страната против промената на името гласаа за нив, знам дека е тешко сега тоа да си го признаете. Но не сте вие виновни. Знаеја и они дека бевте против промена на името. Они знаат и сега дека сте против промена на името. И се она што следуваше у тој пакет. И затоа што знаеа каков е вашиот сентимент, како македонски граѓани и специфицирано како македонски народ, они ви ја продадоа приказната илузијата дека Преспа не е готова, дека Македонија ќе биде горда, дека ќе биде твоја. И окей, ја купивте, не може никој никого да обвини за тоа
кој како гласал. Меѓутоа, ви горчи ли малце во грлото? Се замислувате ли малку над овие лаги кои што ви ги сервираа? Па не ли гледате дека ве третираат како бројка, како овци, како стадо, како глупаци, како идиоти неотесани, како луѓе со 81,9? Па они аплаудираат на овие истражувања дека македонскиот народ е еден од најглупите народи на планетава, веројатно и у галаксија. На нив тоа им одговара? Глуп народ, силна држава, сте го слушнале? Токму таа е максимата по која што ве работат. Од јутра до сутра. Знам дека го приметувате ова. Знам дека боли и пече. Грлото ви горчи. Мора готате кнедли. Сте гласале за најголемата измама во модерната политичка историја. И во таа смисла сметам дека Заев беше почесен, иако мислам дека е криминалец. И мислам дека е злосторник. Он има извршено етногеноцид врз македонскиот народ. Еутаназија на цел еден народ. И он се обиде да го направи северно-македонскиот идентитет доминантен. Ама он барем кажа дека тоа ќе го прави. И затоа тој човек со никакви морални вредности, никаква етичка вертикала е далеку повеќе почесен од ова што на вас сега ви се сервира. Затоа што он си кажа што ќе прави. Он кажа што ќе прави. Он не лажеше, не викаше нема да го сменам името, па да го сменам, рече ме спремат од надвор, ја доаѓам да го сменам името. И затоа нема никакви последици од оваа власт. Може нешто да проба да му ги земат бизнисите. Нели, упаѓаше полицијата таму по Струмица оно. Неговата банда да ја земат силата, они ваквото да се доберат до алатките за пари. Знаете на што мислам. Знаете што ги интересира. И во таа смисла еве едно кратко околу Заев од тешки муабети во вторник, кои што се на некој начин малку невообичаени, бидејќи станав среде емисија, дојде еден од нивните апологет платен за да се прави глуп. Добро, додуша он не мора да се прави глуп, но пратен да изиграва палјачо и да приочи ве прави глупи, луди, не знам што, да ви тврди дека Мицко бил викан од Трамп. Затоа имаме ексклузивно видео на крај, ќе го пуштиме, но прво за Заев, за да направиме дистинкција од тоа кој има извршено поголем геноцид врз македонскиот народ. Вие не морате да се сложувате со ништо. Размислите малку за тезите, па сами ќе си донесете одлука. Ако ви е добро на овој начин, немам ништо против да продолжите на исти начин да ги поддржувате и понатака и во иднина истите партии. Официјална потврда и официјална честитка со која што Трамп му честита на Зоран Заев за стратешката победа, Преспански договор и промена на име. Ама Заев е тука као награда за промена на уставното име. Ма тоа треба да го кажеме, дека нешто си завршил, па те ставиле привремено на пиедестал. Знаеш што? Барем Заев, таков како што е, кримогена структура, имаше агенда, кажа, ме става да го сменам името, го смени името, го наградија, му дадоа да се слика. Што барат овие нашиве? Може да ни дефинираат на нас? Ке менјаат, ке враќаат назад уставно име. Кои се нашите стратешки усогласувања со Америка? Што е идејата? Што се муваат таму као вуци батини по дуќанчиња и по сувенирници и што тоа овде ни го продаваат ко производ. Народот да чуе што е идејата што они таму се сликаат, се шетаат и трошат државни пари. Мислам, тоа се, ако позволите, легитимни прашања. Што беше целта на прошетката? Пак ќе прашаме и официјално ќе поставиме прашања на државните структури у писмена форма, како што дозволува законот. Колку луѓе бевте?
Колку време бевте? Да, еве ме коригираат. Знам дека поставивме, ама ете, таква ми беше формата на реченицата. Значи, колку луѓе бевте? Зошто беа некои луѓе? Да речеме, им носеа таму една, сега, у наводници старлета, кое што е за други прашања, европски прашања, у Америка. Како тоа е оправдано? Нема везе, добро, за вас е оправдано да се прошета, но за народот, мислам, ако позволите, ако може, колку луѓе беа, колку време беа, со кое оправдание и што беше целта. Според наши пресметки, најмалку 10 луѓе, најмалку недела дена и најмалку околу $250,000. Значи, збориме вака за $250,000 потрошени за да ви прават као таравари слика пред сувенирница, која што со геотагинг беше откриено дека е 3 километри од Капитол, а со објаснување готово, еве, пред влезот кај нашите стратешки партнери. Исто така, нели, гледавме од бини, од балкони, од не знам каде, приказки дека се таму. Видете. Јасно ми е дека им е мерак да се таму. Добро знам, според, сега да ми простите, ама, нели, онлайн сме, не сме под тоа авму, како ли го викаат, немаме баш, ја се трудам културно да говорам, меѓутоа, со нивни зборови, бидејќи сум ги слушнал зборовите од нивните вака големи лидерски говори, приватно, знам дека сакаат да дудлаат. Нивен е зборот, се оградувам од зборот. Знае лидерот Мицковски, на што мислам. Една средба у лифтот у Белата палата. Знам дека сакаат да дудлаат. И нека дудлаат. Прашањето ми е, што има врска тоа со интересите на македонскиот народ? Нивните интереси се јасни, не се упознаат, па они соопштуваат дека се сретнале со милиардер, или повторно имавме второ интервју од облакодер во Њујорк, значи мораше неговото височество, лидерот и се друго, кажав на почетокот на емисија, од магистер, доктор, доцент, PhD, редовен, вореден, сите професорски титули му ги наредив, мораше да го преместат од Вашингтон у Њујорк на 50 спрат за одгоре да ни даде интервју. Тоа е наречено во психологијата садизам. И е добро за обсервација на луѓе што се експерти по психологија и за психијатри. Али окей, тоа не е моја работа. Само предлог. Тој садизам врз цел еден народ е видлив. Ама ако не го гледате, окей, занемарете оваа епизода. Јас го гледам. Што беше, се враќам, целта на тие посети, на тие средби со милиардерите, па ќе кажам, пораките на Фейсбук се ко милиардерот што се сретнал со Мицко, да му кажал, еве ти ги сите мои милиарди, од сега ти си милиардер, а јас си продолжувам пешки гол и бос во Америка. Средбата со некој милиардер не е ништо освен средба со некој милиардер. Што има врска милиардата на тој милиардерот од Америките со животот ваш? Овде луѓе живеат на граница на сиромаштија и може би е време да се запрашате во овие 7-8 месеци што се промени. Колку заштедивте од новогодишната кошничка? Добро ли ви дојде таа заштеда од, не знам, 500 евра? 500 евра заштедивте? Не, било 2-3 евра. Добро, окей сега. 500 евра заштедија или 50.000 евра или 5 милиона евра, големите маркети. Па сега, кој ве крив што не сте голем маркет? Туку сте ситен купувач. Така што, шегата на страна, што добивме ние од тоа што се сликаше он со милиардер? Дали премиерската функција или тие кабинетски функции околу него се добри за оние си прават лични бизниси? Не знам, одговорете сами.
Што добивте вие од неговата насмејана фаца на неговото омилено место у даунтаун Менхетен, дека се прошетал и насмејано ви праќа поздрав од таму, дека Македонија е повторно ваша и горда? Ја не знам. Ако тој садизам на вас ви е прифатлив како мазохизам, браво, онда е воспоставена релацијата джелат-жртва. Онда може би треба да прочитате за Стокхолмски синдром. Ништо не ми верувајте. Само погледајте ги постовите. Погледајте што ви прави човеков, како ве третира, и ако ви одговара, еве уште еден аплауз. Успеа илузијата. Цела Македонија се занимаваше со неговата лага, дали бил или не бил, кој го викнал, кој не го викнал, а он си ги ладеше со Нело и екипата 7 дена на ваша сметка. Додека вие едни го напаѓате, а други го бранат, нашиот голем лидер и политичко божество си ги ладеше на ваша сметка во Вашингтон и Њујорк. Поставивме прашања, ќе видиме дали ќе одговорат. Уште немаат одговорено за од пред 6 месеци, зашто сме веќе мислам и на управен суд со тужба. Немаат одговорено на првата посета кога го болеа колената, што патуваше у прва класа, која што чинеше 15-20 илјади долари, по моја проценка слободна, бидејќи немаме одговор, нека дадат одговор, па нека кажат, не е точно, Филип измислува. Немаме одговор, значи прекршуваат закони, сметаат дека нити законските обврски или законската рамка во која што живееме и ние и они, за нив не важи. Значи, они се малку над законот. А вие расправајте се, Филип не чини, Мечка не чини, Инфомакс не е добар, ги плаќаат не знам кој. Еве овие што се прошета, само нека ви бидат репер. Доколку не ви се репер и не ви изнервирав многу, премногу, и не виде вака да ми испцуете, имаме, пошто ние сме многу спремни како редакција, за вас 6 минути за крај на оваа епизода, ексклузивно видео, и ви се колнам, жими мајка, седа дека сум ја Филип Петровски, дека ова видео е автентично. Значи не е надсинхронизирано, стварно го зборуваат тоа што го зборуваат и стварно сме ние водечка нација во светот. Уживајте. Мислам дека вие како народ само ова го заслужувате. Се разбират за да бидете добро информирани. Да, Кили. Стварно? Трамп го пукани, така ми каже. Видиш што не си сака да направи на селфи, битен вика дека го дека фаца, би ги направиме селфи на Твитер ке стал. Колку има среќа тој Крис Павловски. Слушам 6 пати се сретнале. Вау, Така е, така е. а стварно се од земја купуваш оно си? Да бе, да. Сега се мислев после ова да одам таму да купам нешто. Види, мамо, глеј. Никој не ме фирма мене. Пак објавил на Твитер дека се сретнал со Крис Павловски. И ти викам, ти од позиција вака за прст не може да му се фатат, ама за прст, како да ти објаснам, џабе се трудат, мислам. Така е. Не објаснувам, не се објаснува тоа. И тој кајшет од земја кој ќе носи, леле, какав лик, робусен, мислам. Тој е лидер. Не се опишува тоа, како да ти кажам. Вистински војвода. Кај да е. Мислиш дека ќе ми дај у Македонија да изградам една фабрика Тесла? Не, бе, шо ти е бе. Автентични се Тешко. Абе да си ја пробувам среќата, знаеш, Стварно добра зборат идеја, на дека ќе направам македонски, фабрика, електрични коли, а он од хидроцентралите ќе ми дае струја. Тешко. Стварно зборат македонски. Знаеш што ми се допаѓа кога ќе оди на телевизија и кога ќе направи вака, не вака, а како беше со рацете, вака, така ќе направи и ќе кажи некоја мудра мисла и размислува така и некојаш и прстот ќе си го фати. Не, многу импозантен така. Мислам, кога гледам се восхитувам, ме саќаш. Председателе, каде? Мичковски, ете го. Не бил тој налез. Каде ќе ти обтрастаев тенес?
Млади човек, после кога ќе се поздравиш со него, слушаш? Ќе фатиш не така, така ќе фатиш, ќе му кажеш да живее ВМРО. Да, така. Срце, А? види, авион. Доаѓа. Браво, да, Она да. доаѓа со бизнес класа. Мицковски, слушаш? Оне. Мислиш дека стану шафхаун за ќе го донесе? Не, бе, не. Шо ти е? Ќе го видиме, мислиш? Иначе, го видов преска Кажи. кога слетуваше со бизнес клас авион слета. Кај да се секираш доаѓа. Ма стварно го видов. Абе, друже, тој е Мицковски? Не. Автентично е да Ајде, знаете. 100% се вистински гласови. Се бара Христијан Мицковски на главна каса. Професор доктор. Се бара на главна каса професор Никако. доктор Христијан Мицковски. Никако Дали е без- присутен? Кобила, беше ќе дојде Силјановска. Не, Џо, си викам Камала, не Кобила. Шо кажав јас? О май гад. Да те бацам. Каква Браво. шапка, импозантна. Каде е Мицковски Џо, каде? Не дојде. Како тоа не дојде, неприфатливо. Неприфатливо. Да не забори да го поканеш. Не бе, не, го викнав, лично го поканив. Не бев Лично. сигурен за Си Джи Пинг или за Хавиер, а Мицковски беше прв на мојата импозантна листа. Требаше да дојде, мореше да дојде. Не знам зашо не е тука. Можда ми се налетил. Не знам зашо ќе правам. Без него не правам инаугурација. Вистински се Требаше гласовите ве прво да го викнам. уверува. Неприфатливо. Не е надсинхронизирано. Ајде, честитки, браво, секоја чест. Ексклузива Не е тука од Мицковски. Вашингтон. Вистински Не, глас. тој ден за жал не. Уред, добро. Ајде, сите аплауз. Можда ќе ме слушне и ќе дојде. Сега ќе кршам јазик. I'm not sure why Mickovski isn't here. Christian Mickovski, Professor Dr. Christian Mickovski. This is unacceptable. Unacceptable, I tell you. America cannot be great again without Christian Mickovski. I'm not sure if I did something wrong, Christian. I know who's to blame. It's China. But unfortunately, I have to say, there's not going to be an inauguration. China's to blame. He was planning on making Macedonia great again. No longer North, just going to be Macedonia. But he's not here. We can't do that. Completely unacceptable. Okay, everybody, goodbye. I'm leaving. Play the song. Негде ќе те премолчат, негде ќе те сокријат. Now that song, the other one. I can't believe he didn't come. This is such a travesty. This is the worst day ever. Одеме со Силјановска да се видиме? Не, Џо, не. Председателке, ви личите многу убава, многу млада, многу прекрасна председателке. Жена ти е, Џо, жена ти е. Свенча со Силјановска? Не. Џо, Силјановска не доаѓа. Исто како и Мицковски што не дојде. Добро, окей, окей. Пази ја шапката, љубов, пази ја, да не одлета. Готово, крај, си одеме сите дома. Ајде, дома, сите. И така сите си отидоа дома. Мицковски не дојде, Таравари беше тука негде у близина, а за другите од делегацијата нема трага, бидејќи им беше забрането да ставаат на социјални мрежи, освен кога беа у дискотека на журка. Но пак ќе ви кажам, најодговорно ви тврдам, ова е оригинално видео. Го добивме преку АНБ, имаме сертификати за англиски од Жулија од Србија, не Јулија од Бугарија. И размена направивме ние некои снимки од тука, од наши протести, оно да видат кои се противници на Северна, и они за возврат ни го дадо ова видео. Ова е снимано од нивните тајни служби и гласовите се вистински они која мисла дека никој не ги снима на македонски зборат. Мислам, зборове македонски, цел свет да те разбере. И зборуваат македонски, гласовите се, ви тврдам, реални, вистински. И нашата држава останува вака и историја
за покусо што не им се појави тука, инаку ќе беше, гледате како беа наоштрени, сите го чекаа, ќе беше, мислам дека ќе беше овација и така сите среќни и задоволни ќе завршише приказната. Никош не заборавајте за се што ни се случува. Виновни сме ние самите, а вие погледнете го уште еднаш видеото, бидејќи многу се намачивме да го добиеме и навистина покажува една голема љубов и посветеност и на политичкиот врв, ама и на милиардерите, кон Мицковски, значи точно е тоа, сите милиардери го сакаат и најверојатно и ќе му ги дадат милиардите. Само потрудете се после тоа и да се разбудите од сон. Молам. Да, дошол. Дошол. Значи, Мицковски сепак дошол. Ова е прв пат во историјата на Cyber Команда, 76-та епизода, после постскриптумот да се уклучам пак, но вреди да се понесе жртва за еден ваков историски, трансцендентален, трансмедитацијски настан, кој што ќе одекнува во историјата и ќе биде запаметен како едно хибридизирање на Македонија и Америка и продолжување у македоамерички сон во едно. Милиардите се тука, еве и Мицковски е тука. Ево. Дојде. Мала шала. Мене ме чекате? Знам дека мене ме чекате, ама Ацо само шунка знае да сече. Well, back in the lowlands. Ацо, не е така бе, Ацо. Лентава дуго робуста, да сече. Робустни. Ќе ти избека макази. ферот. Ацо, нати ги моите, Ацо, овие по-робусни се ови. Many minutes later. Шунка, му доцнам на Трамп, нема смисла, иде. Ова беше доказ дека он тргна за накај Трамп. До наредната епизода ќе известиме што се договорил со Трамп. Long live USA, long live North Мицко Macedonија.